1, 2, 3. 1, 2, 3. Аха, ќе снимаме со две камери. Па да почнеме. Екипа, добре дојавте во уште една епизода од Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Network. Викендов имаме 3 дерби надпревари, а ќе биде интересно и во Fantasy Премиер Лига. Во меѓувреме спремаме нешто ново. Имаме уште една рубрика на YouTube каналот BMG Network и ајде да не откривам премногу, ќе бидете навремено информирани. Првото видео ќе биде за еден нов спорт со кој што се сретнав, а кој што го нема во Македонија. Следете. Ајде почнуваме прво со Fantasy Премиер Лига. Значи, одиме со Fantasy Премиер Лига. Да видиме прво како поминав минатото коло. Не беше лошо, 58 болови, меѓутоа не беше ни нешто добро. Барем сум над просекот кој што е 39 бола, ама типов што освоил 111 бола минатото коло, свака част. Педро Поро пак одигра слаб надпревара, меѓутоа тука добар беше Гвардиол. Во средината Палмер разочара само 3 бода, меѓутоа тука е Роджерс и Сала кои што до некаде ми извади, и во нападот Вуд повторно добар. Сега, ќе направам 2 трансфери оваа недела. Веќе ги направив уште пред да го снимам видеото, ќе ги видите. Одиме во... усвери, ги продадов Воткинс и Роджерс од Астон Вила, кои што треба да играат со Ливерпул. Мислам дека Ливерпул ќе тепа, така да 20 да ми одат аут. А на нивно место ги земав Колушевски и Соланке од Тотенхем. Значи, Тотенхем игра викендов со Ипсвич, така да очекувам болови од нив. И тоа е тоа. Салиба се враќа во првиот состав кај мене, на клупа го сенав Микуленко. Тоа е тоа за... да видиме како е на лигата, како сум напредувал или сум паѓал. 87-ми. Значи, пред месец дена бев 400 и не знам кој тамо, сега сум 87-мо место, што значи дека не се откажувам од пласма во топ 5. А пласма во топ 5 носи награди. Добро, да видиме, значи, кои се предлозите за трансфери оваа недела. Првиот предлог е Соланке од Тотенхем. 7,7 милиони фунти. Минатата сезона даја 19 гола за Бормут и сите очекува дека сезонава во Тотенхем ќе блеска, ама сите се разочараа. Сепак веќе има 4 гола, минатото коло даде 2 гола и сега игра против Ипсвич. Така да има шанси за напредок. Следниот ми е... Чекај. Манчестер Юнайтед. Гарначо. Александро Гарначо, Манчестер Юнайтед, 6,3 милиони фунти. Значи, нападјачот на Манчестер Юнайтед се надева дека ќе се повтори мечот од пред една недела, кога постигна гол и асистенција против истиот противник Лестер во победата од 5-2 во ЕФЛ купот. Има шанси да се случи тоа. Земете го. Последниот мој предлог, го имам и него во тимот, е Јошко Гвардиол. Манчестер Сити, 6,2 милиони фунти. 3 гола во последните негови 5 надпревари го однесува играчот на Сити на 49 бода. Оваа сезона, оставајќи го на второто место меѓу одбранбените играчи. Се наоѓа во добра форма, игра сега против Брайтон и може да очекуваме повторно добар меч од него. Така да, еден од овие 3 предлози сигурно ќе блесне ова коло, дефинитивно. Ако се двумите, послушајте ме. Гарантирам, значи, гарантирам. Тоа е тоа, да видиме како ќе поминеме оваа недела, овој викенд во Премиер Лигата, 11-то коло, а за следното 12-то веројатно ќе искористам wild картата. Ќе видиме. Као што реков, 3 дерби надпревари. Почнуваме со Премиер Лигата. Ливерпул, Астон Вила. Искрено се мислев дали го спомнам овој надпревар, ама со оглед на тоа што нема многу дербија во топ 5 лигите во Европа, се решив да го спомнам. Не е некој дерби, ама ќе биде интересно. Интересно затоа што Астон Вила може да изненади. Или
Не може, а? Беа добри, ама паднаа минатиот месец. Имаа 3 порази во низа. Во Лига на шампиони делава од Бриш, од Тотенхем во Премиер лигата и од Кристал Палас во ЕФЛ купот. Видовте ли како загубија од Бриш? На најбизарен начин беше направен пенал. Голманот Мартинес ја додаде топката до Мингс, а тој мислејќи дека може да игра со рака за да ја намести на петерецот за изведување, ја фати со двете раце. Судијата не се двумеше многу и досуди пенал, затоа што со додавањето на голманот Мартинес играта беше во тек. Аматер. И сега им доаѓа Ливерпул. Ама викаа дека можат во Лига на шампиони следна сезона. Епа ако сакаат Лига на шампиони, тука не смеат да загубат. Ливерпул од друга страна си гази. Види табела. Лидери со 8 победи и по 1 реми и пораз. Имаат топ серија и што е најважно, неделава славеа против Леверкузен со 4-0. Тешко е да се победи Леверкузен, а 4-0 е веќе резултат. Збор 2 за Арне Слот. Слот го запиша своето име во клубската историја. Ниту еден менаџер на Ливерпул пред него не успеа да победи 8 пати во првите 10 кола на клупата на славниот клуб. Ливерпул сезонава беше поразен само еднаш и тоа од Нотингем на сопствениот стадион, а ремизираше и со Арсенал. Минатиот меч помеѓу двете екипи беше луд, заврши 3-3, ама сега се мислам дека Ливерпул ќе тепа. Одиме дале, ама остануваме во Англија. Во недела уствари дербито на колото. Дербито на Лондон. Челси, Арсенал. Дали двете лондонски екипи ќе можат во Лига на шампиони следна сезона? Јас би рекол не, ама сезонава е долга. Ќе видиме. Челси е 4-ти, Арсенал е 5-ти, што само по себе е изненадување. Тешко гостување имаш Арсенал во Лигата на шампиони неделава. Изгуби од Интер 1-0. Втор пораз поред. Минатата недела изгуби од Нјукасл. За Челси па ова е второ дерби поред. Одигра 1-1 со Манчестер Юнајтед минатиот викенд. Што е интересно тука? На последните 6 надпревари Челси нема победа против Арсенал. Ама во овој период Челси никогаш не бил во толку добра форма како што е сега. Игра добра, офанзивно. Палмер е во животна форма. Така да, ако не тепаат сега, не знам кога. Ама тешко дека ќе тепаат. Може да има голови. И за крај одиме во Италија, Серија А, Интер, Наполи. Тепе Интер. Единствената предност за Наполи сезонава е тоа што игра само во Серија А. Свежи се. Толку. Не знам како се уште се први на табела, не ми е јасно. Изгубија минатата недела од Аталанта и пак се први. Ама разликата е 1 бод. Ако тепе Интер, толку од Наполи. И ќе тепа. Имам уште едно дерби во Серија А. Не е некој дерби као меѓу гиганти или не знам што, како, зашто, ама е едно од најголемите градски дербија во Италија. Јувентус, Торино. Ќе биде интересно, ама и тука Јувентус ќе се тепа лагано. Доста е за ова видео. Следете на социјалните мрежи, на Инстаграм и на Фейсбук, лајкувајте, коментирайте. Следете ни на YouTube каналот BMG Network, ставите subscribe. Не заборавајте да ставите subscribe. И следете не за интересни работи во наредниот период. Чао!